Во продолжение со уште еден од блиските соработници на Тоше Проески, Ирена Лазарова Димитровска е со нас во студиото. Добро утро. Добро утро, Јована, добро утро и до гледачите. Ви благодарам на поканата. Честа да се зборува за Тоше, секогаш голема. Голема е честа, да, и особено на нас и како обврска остана некој аманет, можеби несвесно наметнат да го пренесуваме неговиот лик и дело. Остави толку добри пораки во општеството. Тој беше човекот кој што мислам дека на било каков начин само кога ќе се појавеше успеваше сите да не обедини. Музиката, неговиот па и да, само неговиот настап, неговиот секогаш добро избран, топол и добар збор. Како близок соработник, што е она што кога ќе се спомене неговото име, прво ви доаѓа на ум? Па за него секогаш можам да ги кажам најубавите епитети. Мислам, Тоше беше човечност, хуманост, добрина, со еден збор љубов. За него секогаш љубов. Асоцијација на Тоше беше љубов. Навистина и многу ми е драго еве што преку овие гостувања, разговори ги негуваме тие сеќавања на Тоша за да не се заборават. Еве ден денес и после 18 години тие сеќавања ни се толку свежи благодарение на овие гостувања, да кажам. А верувам и дека преку музиката тие ќе бидат вечни. Значи преку песната, нели, пеењето и слушањето на неговата музика. Таа ни е целта. Сакаме да допреми до помладата генерација, сакаме да го продолжиме неговиот лик и дело. И всушност успеваме на некој начин тоа што помладите генерации кои што воопште не биле родени кога тој имаше екот на неговата кариера, кога се создаваа сите хитови, а сега ги пеат тие, е доказ дека успеваме во тоа. Како беше соработката блиска со него, на сцената секогаш зрачеше. Еве и го гледаме тоа, еве еден од вашите настапи. Секогаш зрачеше. На сцената имаше толку енергија, ја пренесуваше таа на публиката. Мислам дека доволно беше само да го видиме на сцената и дека веднаш го подкриваше кај нас адреналинот, но како беше да се биде со него на сцената? Беше навистина возбудливо, еден од поубавите периоди во мојот живот. За жал траеше кратко, некоја година и пол, но можам да кажам навистина набиен период, интензивен, но преубав. Имавме повеќе од 30 на концерти заедно, на кои што ете дозволуваше и ние кои што бевме придружен бенд, да кажам, поготово придружните вокали, да бидеме во некој мал дел од концертот и главен вокал. Дури он ми викаше, ајде оди сега, ти ќе бидеш главен вокал, јас ќе те пеам придружни вокали. Толку беше голем, што нас не ставаше на исто рамниште со него. Се случуваше ете да ја пееме заедно Simply the Best, таа ми беше, мислам, баш беше некако мислам дека беше едно од омилените негови песни, често е. Па да, и некако и го опишува Simply the Best, некако испадна спонтано, но нели не постоја случајности, така што се наметна некако самата песна и беше соодветна за настапите, соодветна и на репертоарот. И не беше, јас би рекла, никогаш ставена во класичниот редослед на композиции што требаше да се изведуваат. Но не ја забораваше, мислам, немаше пропуст, немаше концерт каде што не ја изведувавме. Многу беше интересно што од него не можеше да се слушне негативен коментар, критика, секогаш беше бодрење, ја што велам, љубов. Толку кратко време имав за да се подготвам за првиот настап со него, се сеќавам, не беше концертот во Риека, каде што настапувавме со голем оркестар и дел од филхармонијата со покоен маестро Ѓумар. И буквално ние не се ни сретнавме со Тоше. Ги спремив композициите со Анче, со Ана Костова, поздрав и до неа, секако со помош и од Роки. Имав некои 2-3 дена да спремам над 20 композиции. И она не можеше да присуства, јас бев тогаш нејзина замена. И не се видовме на некоја 4-5 композиција, како знак на веројатно бодрење и дека можеби сум на добар пат. Дојде и само ме бакна во образ, во рака, као добре продолжи понатаму. Че беше преубаво и се сеќавам што тогаш им пратив порака на моите, викам јас би сакала цел живот да го работам. Беше толку убаво, магично и ете продолжив после уште некои 30 на концерти. Преубаво, цел регион го пројдовме. Кај нас, за жал, последниот концерт беше во Македонија, нели во Скопје. Имавме еден концерт и... Тој вечно ќе се памети, мислам дека концерт. Мислам дека нема човек кој што нема тој концерт да го... Со најбројна публика до тогаш, над 30.000 публика имаше.
Имавме еден концерт во септември, тогаш на Тиквешки Гроздобар. Многу ми е жал што мислам дека и никој не го снима. Татко ми носеше со приватна камера, значи си го снимавме и го објавивме на YouTube. Чисто да го имаме. Добро е што ете и на социјалниве мрежи се споделуваат сите тие настапи и концерти, така што затоа и остануваат тие сеќавања. Ми е драго што ете и помладата публика, тоа што го спомнавме нели пред малку, оние кои што не ни биле родени во тој ек, во тоа создавање на тоша и творење, да кажам, но ги знаат сите композиции. Чисто знам да прочитам како успева тој феномен да живее и 18 години по смртта, веројатно токму поради тие добри зборови кои што секогаш знаеше да ги сподели, можеби покрај начинот на кој што успеваше да не обедини. Начинот на кој што ни испраќаше пораки, секогаш на единство, на љубов, на почит, и верувам дека поради тоа е главната причина. Па веројатно. Се согласуваш ли? Се согласувам. Тоше беше примерот како треба еден човек да изгледа, како да се однесува, баш беше пример за младите. Да, и токму тој пример за младите треба и ние да го пренесеме. Како беше во погледот на создавање на музиката за безброј хитови? Некој ќе рече за многу кус период, навистина немаше некоја песна која што не стана хит. Колку и да имала добра менаџерска екипа, нели тука под наводници, сепак тој е главниот адут во создавање на таа песна, на тој хит. Како беше во погледот на работата? Се служувам, беше неверојатно и оние песни кои што можеби претходно не сме ги слушале, препеани зборувам, преку него станува хитови. Да. Имаме куп такви. Да. Не сме ги слушнале претходно, дали народни изворни, кога ги особено отпееше, народните изворните. Сега сакав да го кажам. Дури преку него ги дознававме дека постојат воопшто, дека сме ги имале претходно, не сме знаеле. Имаше некоја неверојатна магија, енергија во гласот, можеби. Не знам, начинот на создавање. Не бев многу вклучена во тој дел, но знам дека му беше умилен овој последниот албум Игри без граници, беше посебно посветен и задоволен и среќен со затоа што беа малце поразлични од сите претходни кои што ги имаше правено. Беше љубител на Стинг, на Павароти. И знам дека некои наликуваат, се разликуваат, Се разликуваат многу, и се сеќавам дека некои му беа слични, знам имаше една од композициите, не можам сега се сетам, ја викаше Стинговаше, моментално не можам се сетам на името, да. И ги преслушуваше нонстоп кој што направил, докаде, колку е, така. Како беше во подготовката на настапите, на концертите, зад сцената, беше ли прецизен, беше ли на моменти можеби критичен и самокритичен, бараше ли прецизност и почитување на времето од страна на екипата, на тимот, особено кога работиме, еве ние сите што сме сценски работници, немаме простор за импровизација некогаш. А можеби па на сцената кога ќе завладее таа еуфорија, тогаш просторот за импровизација може и публиката го очекува, но подготовката е поинаква. Да, знаеш Јована, тоа беше интересно што тој беше толку, да кажам, можеби и самокритичен, но ние тоа не го чувствувавме, ама го гледаме дека е многу посветен. Се случуваше кога бевме во Славонски Брод, он беше соба до соба со нас. Пееше, значи константно пееше, вежбаше, се веројатно се подготвувало за настап. И кога гледаш дека некој е толку посветен, цело време со љубов ги работи сите, све што е, значи задолженија или како и да ги кажам, кога се подготвува за настап, едноставно екипата не може да потклекне или да не го направи оној неизин дел како што треба. Со толку љубов и посветеност не може да не си мотивиран. Така што и немаше, тоа го кажав и на почеток, немаше некој збор на критика, негативност. Кога гледаш дека некој го работи тоа со љубов, со многу љубов, не можеш и ти да не се посветиш и да го дадеш максимумот од себе. Внимателно ли ја избираше екипата со која што работи? Па му беше битно да бидеме сите во согласност. Претходно не сум сигурна пред јас да бидам, но горе-долу знам дека... Зборуваме за вашето време, за вашата соработка. Па беше многу задоволен од составот, од енергијата и беше пресреќен, бар јас така го чувствував тоа на настапите. Неколку пати како ќе ви доаѓа мислата па се потсетувате на вака беше на тој настап, на тој, има ли нешто што никогаш нема да го забравите? Нешто, некоја случка, некој момент од настап, пред настап,
кој ви останал посебно во сеќавање? Па секако дека најдраги ми се кај што си ја пеевме. Јас секогаш викам нашата песна Simply the Best. И токму тоа мислам дека одеше моментално. И кога ја продолжувавме кај него не траја композициите колку што реално требаше да траат 2 минути, траја по 5-6 минути. Поготово ако му беше некоја драга или добро звучи, обавезно ја продолжува уште дупло од тоа што треба да трае. Или да без инструменти, само јас и тој можеби уште некој со нас троглас и звучеше преубаво. Тоа ми беа навистина преубави моменти, нема да заборавам и на последниот концерт на стадион. Воопшто не беше планирана Simply the Best да оди. И викам, добро, нели имаше популарни имиња, многу други гости дојдени. И викам, во ред, не е ни битно. И гледам од нигде никаде, јас дури се повлеков за сцена, од нигде никаде ми извика, го има тоа и на YouTube. Ајде, Иренче, да си го направиме на нашето. Толку ми беше драго. Да, како екипата влегуваше веднаш во тоа, ајде да си го направиме на нашето. Веќе навикнати беа. Навикнати беа, знаеш што следува. Да, толку се читавме што немаше дури да импровизација, знаевме веќе како што треба да се одвива понатаму. Нема ништо поубаво кога ќе се постигне единство во екипата. Да. Ирена, што вие лично научивте од него? Начинот на однесувањето кон луѓето, добрината, секогаш со почит према другите, убави работи. Сите убавени од него. За момент ме потсетивте само на еден сегмент кога имав исто така можност да го запознам. Снимавме спот за негова песна. Кога влезе, како сакаше да ја поздрави целата екипа. Како од еден до друг одеше и сите ги поздрави, па потоа влеговме да зборуваме што ќе правиме дента. Тие се можеби некои од работите кои што стануваат за секогаш и се некако наши аманет да ги пренесеме. Омилена песна имате, освен Simply the Best, од неговите песни? Од неговите? Да. Рани на усните. Не една од по-омилените. Добро. Таа ми е прва што ми паѓа. Многу интересно тоа кога ќе се спомене некој наслов на негова песна и веднаш си ја потпевнуваме несвесно. Колку сме биле зависни од него, од неговата музика и сме до ден денеска. Така е, да. Тоа што спомнавме претходно, нели за она помлада публика колку се уште се слушат и на нашите настави, пошто се уште сум музички активна, заедно сме со Рок имаме настапи. И ми е драго што голем дел од публиката и таа помлада публика бара голем дел од репертоарот да е Тоше. Значи песните на Тоше. Кои се тие песни кои што ги бараат од Тоше? Дали се можеби сите? Сакав да прашам постарите или можеби од поновите? Од постарите руски рулет ќе кажам, дали од поновите, од чекај се, веќе не можам не мињава да се ситам еве кај што кажав Рани на усните, По тебе, може од тие што одеа на хрватскиот пазар, Волим осмех твој, нели со Шола што ја пееше. Еден куп, значи буквално имаме широк репертоар, така што доколку бараат и уживаат и навистина има супер реакции. Се уште и се надам дека тоа ќе продолжи понатаму. Па на нас останува за да продолжи тоа и понатаму. Така. Ако има една реченица која што нема да ја заборавиме, реченица која што остана сите ве сакам, значењето мислам дека многу повеќе го знаеме сега отколку тогаш. Така е, некако поинаку ги гледаме сите работи од после за жал. Да, тој навистина ги сакаше сите. Да, сакав и така да го завршиме разговорот. Ви благодарам што одвоивте време, благодарам што бевте тука, што споделивте интимни моменти од вашата заедничка соработка. Целта на овој блог кој што го посветивме за Тоше беше токму тоа да зборуваме дека наша задача и цел ќе биде да го продолжиме неговиот лик и дело и дека секој ден ќе ги пееме неговите песни, не само денеска, а за нас секогаш ќе има само датум на раѓање. Така е, Јована, ви благодарам навистина за поканата и верувам дека почесто ќе има вакви гостувања и пуштање на музиката затоа што е недоволно застапена за жал. Музиката на Тоше треба почесто да се емитува дали по било кој медиуми. Да, се согласам. Благодарам. Благодарам уште еднаш.